Како си Орце, шо преш, добар ли си? Да, почнуваме лабаво све. Добар ли си? Добро. Хај ме донесе тука, кажи ми пошо. Ја тука не сум бил никада, ти кажам. И овој дел од градов не го знам. Види, има неколку места, сега према карактеров на емисијава твоја, кај што можеме да седнеме у кисела вода и ваков тип на емисија, нели, да се Да, е снима. лабов скроз. Као рекреативни центри на некој начин. Сега сме во Пржино моментално. Ова место имаше единствено фудбалски терен, голем и старо игралиште до пред неколку месеци. Сега го претворивме во спортски комплекс. Изминатиот период на барање на граѓаните и тоа практично беше и ветување мое за кампањата за локалните избори. И ми е еден од подрагите проекти мои, затоа што е навистина искористен и особено летно време, да, во вечерните часови може да се забележи голема фреквенција овде на луѓе, нели поентата во политиката е да направите некое дело од кое што најголем бенефит ќе имаат граѓаните, ќе ве паметат по тоа. Да, и ќе остане за нив. Да, се размислав на која позиција. Имаме неколку позиции од ваков тип направени во кисела вода, имаме во Драчево неколку, имаме во Усијан во место кое што го направивме исто рекреативен центар, Крстот горе, да, го осветливме таму и Крстот убаво личи вака и нуди можности, но поради обврските мораше поблиску негде да дојдеме. Негде под сенка, пошто ќе изгоре. И добра сенка има овде, стари дрва има. А кој е ова место? Ова е Пржино, така? Ова е Пржино, да, старо спортски комплекс Славија, сега го викаме, инаку беше игралиштето добро познато кај особено кај мештаниве во Пржино. Генерално сите скопјани го знаат ова. Славија игралиштето старо. Тука имаше импровизиран еден терен за нешто онака за баскет. Да. А кажи ми кој ти е најдраг проект што си го направил до сега? Па морам да признам еден од најдрагите проекти Крстот во Драчево ми е. Затоа што знаеш како, јас функционирам во животот кога баш повеќе луѓе те убедуваат дека нема шанса да го реализираш некој проект, баш тогаш јас се мотивирам и предпоставував дека ти е Крстот. Да, еден од најдрагите ми е Крстот. Од каде идејата, зашо баш? Тоа е идеја од Светски македонски конгрес и тоа е практично Крстот кој што за жал не го виде светлото на денот во Бутел. Да, и се возобнови идејата. Тодор Петров исклучително квалитетен човек, еден од луѓето во Македонија кој што години назад хронолошки оставил печат на свој начин, нели? И тоа е смислата на животот. Да ставите нешто позади вас. Побара состанок, се видовме, ја разгледавме иницијативата, си поднесе иницијатива, советот го одобри тоа едногласно и започнавме во еден таков процес. Значи, при тоа да напоменам, затоа што видов пред извесен период еден од новинарите кој што спомена дека за Крстот биле инвестирани народни пари, ниту еден денар општински пари, народни пари од кисела вода. Тоа ја го знам, да. Да, нема потрошено за истото, напротив, сето тоа е направено по пат на донација, инвеститор е Светскиот македонски конгрес. Има многу драги проекти, освен тој. Знаеш како, млади луѓе сме и двајцата генерално. Ја имам дете, син имам 6,5 години. Живи здраве. Да, сите нека се живи и здрави, нека дава Господ што повеќе дечиња. Поентата ми беше дека во минатото многу ми сметаше што, например, кога ми се роди детето, ја во кисела вода немав кај да го прошетам. Нема во кој парк да седнам, кафуле до паркот, да седнеш со сопругата, да се прошеташ. Повозрастните нема место да седнат, шах да играат. Пензионерите, да така е, пензионерите. И тоа ми беше вака една водилка сериозна, сакав да ги променам работите во насока да во секое населено место возможиме такви можности. Сега не да во секое населено место немаме ни можности, ниту пак секаде има парцели за да го возможите. Ова, например, да еден убав голем спортски комплекс, но тенденцијата ми беше да во секое населено место постои место за рекреација, за спортување, да постојат детски каджиња, што точно за сите категории да може да бидат опфатени. Кисела вода е најстара општина во Скопје, во целиот град, и имаше многу предизвици на почетокот со кои што се соочив. Имаше населени места по 30, 40, 50 години без канализација, без водовод. Се тоа малце смешно да се разговара во 21 век, во 2024 година, ама за жал таква состојба наследивме. Сега морам да признам дека последното населено место, веќе сме во финална фаза, тоа е населба Стаклара Каменек. Ја превршуваме фекалната канализација, мислам дека од септември ја почнуваме и водоводната мрежа, така што нема да има населено место без вода
вода одвод и речиси сите населби во кисела вода е доведена во безпрекорно добра состојба патната инфраструктура. Во кисела вода е овде пржина додека доаѓавме, сега доаѓавме по нови улици. Да, Улиците, да, јас ги асфалтирав заедно со мојот тим, општината ги асфалтираше после земјотресот за прв пат. Во Драчево исто за прв пат. Во моментов работиме во Припор. Во Усија улиците 90% беа прајани на времето од населението само придонес. Значи сами се организирале граѓаните, се асфалтирале иста состојба во Пинтија, во Усија сите улици ги завршивме, буквално нема ни една улица што е оставена не асфалтирана, така да многу инвестиравме во тој дел и тоа многу одзема и енергија и финанси за да го доведете во една нормална кондиција и да кренете општината, но секако дека приоритет ми беа пред се спортските терени, спортските комплекси, парковите. Имаме и два во 11 октомври бараки паркови кои што ни се во финална фаза. За прв пат во Македонија градиме парк на шахот таму, заедно со Шаховска федерација. Нудиме новитети од кои што знаете како, секој помине еден ден. Јас нема да бидам градоначалник. Ама ќе остане некој друг, ама ќе ми биде драго. После ќе рече Орце го направи. После 15-20 години да прошетам, да сме живи и здрави, нели нормално. Животот е процес да и се горде со тоа што си го направи, да гледаш луѓе дека се среќни. Да одиш со крената глава по улица и да не еве сега ако направиме паралела, јас последниот период актуелно ја состојбива со град Скопје, ќе заврши мандатот на Арсовска, што ќе каже една работа дека оставила позади себе 4 години мандат. Ќе те прашам за тоа, прво само да те прашам дали се задоволни граѓани или дали го гледаат тоа ти што го работиш? Па тоа многу мотивира. Кога вчера бев на некоја гостување на Сител телевизија и баш беше еден од моите соработници, ево Владче, го поздравувам присутен тука. Господја ми приде со ете така со позитивни критики према мене во смисла дека прв пат во историја се случило, не знам, да се реконструираат улици во местото каде што живее, канти дека биле за отпадоци сменети, дека парковите се донесени во добра состојба, депонии веќе немаме во кисела вода во минатото, секој населено место имаше, секој ќоше една огромна дива депонија. Сега освен депонииве комунална хигиена што ги создава, немаме депонии. Тие се под град Скопје. Тоа се град Скопје и тие се генерално околу континерите. Имам кумот мој живее тука у 4 не 11 октомври каде се вика таа населбата. Бараки? Да. И вика тука имаме многу ѓубре тука. Да. Ама тоа му рекол дека не е од се што е околу континерите е надлежност на градот Скопје. Што прават градот Скопје? Ќе дојдат, ќе соберат кога не собираат отпадот од континерите, но се што е околу го оставаат. Ние имаме 10 кувани служби. Ги мрзи да го соберат или така им е нареден? Абе види бомба, се работи за мешавина од повеќе работи. Едно е од некадарност од менаџерот кој што ги води постапките. Не е менаџер главен директорот на предпријатието, туку градоначалникот. Градоначалничката бега изминатиот период од медиуми, бега од соочување со јавност. Не сум ја видел во кисела вода да се појави, Господ знае од кој. Ја не сум ја видел од кога постои. Ти не си ја видел од кога постои, така да кога првиот човек, еве јас знаат мои сограѓани и често пати се шегуваме на таа тема. Јас завршувам со работните обврски, ќе отидам до дома, имам пракса пошто таква ми е работата. Многу ретко преку денот имам можност од детето да поминам време, но секоја вечер го заспивам ја. Синот и така си имаме една рутина воспоставена, да компензирам на тој начин. Или му читам некоја сликовници, или му раскажувам приказна, или пуштаме приказна Биби и Боби, такво нешто. А после тоа палам кола заедно со некој од моите соработници или можеби сам одам на сите места каде што имаме проекти во изработка. Да ги посетиш да видиш до кај сте. Не може, тоа ти исто како дома да градиш куќа. Ако ти ги оставиш мајсторите 10 месеци на своја рака да тераат, можеби куќата ќе се претвори во нешто друго. Може и крива да биде. Така да многу е важно во работата менаџментот и тимот околу тебе. Јас ако немам квалитетен тим околу мене, можеби ни 10% нема да го сработам од она што сум го сработил. Ние имаме една добра млада екипа во кисела вода, но имаме искусни луѓе со нас, кои што имаат институционална меморија, кои што со години работат во општината и само е потребно добро да ги мотивирате сите
околу вас. Нормално. Да, и сите да работат како за своја душа и тука е клучот за успехот, така да ете тоа е според мене состојбата во град Скопје е предизвикана ради недоволната менаџерска способност на првиот човек на градот и незаинтересираноста генерално за тоа што треба да се сработи. Кога збориш за менаџирање, тоа ќе те прашав дали мислиш дека градоначалникот треба да биде пред се добар менаџер за да може да ги изменаџира или Види, тоа е најважно. Мислам, таа особина да има, тој квалитет. Од спорт само во теретанова. Не сум спортиста. Така? Да. Ето, тоа ми е да си кога можам да посетувам теретана, ама не сум спортиста. За образование, јас сум политиколог, дипломирано имам политиколошки студии, политиколог дипломиран сум, а бизнес менеджмент имам завршено постдипломски, односно мастер. Не можам ја да се правам дека сум подобар стручњак или експерт од тој што е во образование со години кој што е навлезен во материјата. Што е поентата? Оној кој што се труди во работните обврски или во менаџирањето на еден процес да биде сештолог и да биде најпаметен помеѓу целиот тим, обично нема резултат. Но ако вие ги пренесете идеите ваши на вашиот тим и оставите простор, тој што ви е задолжен за спорт, да го даде своето мислење и став, но и начинот на реализација на спортските работи. Спортски проекти, што имаме како општина, поддршка на спортисти, идеи и така натаму и така натаму. Оној кој што е за образование да ви го каже патот како во образованието треба да се подобрат состојбите. И за сите останати сектори тогаш ќе имате вистински успех. Ја не сум човек кој што пати од комплекси, напротив остава простор најдобрите да бидат околу него и на тој начин да се развиваме сите. Само така можеме да успееме како општество. Ма кажи ми, идејава за градоначалникот дамнати или сега? Мислам, кој испадна целата? Види, оние кои што добро ме познаваат, школски другари од мало, во основно, нели во прво оделение, не прашува наставничка што сакаш да бидеш, како сакаш да бидеш и се кажуваат сите кој сака да биде доктор, кој сака да биде наставник, кој сака да биде најчесто полицаец и се останато. Секој втор сакаше полицаец да биде. Јас се сеќавам дека ми се смеа до четврто оделение како на шега го земаат тоа школските другари мои. Председател на држава, кажав, уште во прво оделение, значи тоа кажува дека политиката од дете ме интересира. Да, генерално јас потекнувам од ВМРО-вско семејство, целата фамилија и од страната на мајка ми, вујко ми починатот ми беше старосот многу драга личност во животот. Значи цело време десно ориентиран. Да, десно ориентирани до крај и од дете сум јас дете кој што посетувало митинзи, кој што одело на настани, кој што го влечало политиката на некој начин. Да. Сите ваква категории ги имаш поминато. Точно, да. И после сум влегол и во структурите, од 14 години сум активист во Младинска, 9,5 години бев председател овде на Младинската во Кисела вода, подоцна бев подпредседател на републичко ниво и координатор за многу комитети низ Македонија, па станав председател на сениорската структура, пак е Христијан Мицкоски кога стана лидер на партијата на ВМРО ДПМН, член на извршниот комитет, така што буквално сите филтри сум ги поминал и во средно конкретно кога бев, средно ја завршив медицина, што врска нема ни со едно ни со друго. Да, средно завршив медицинско. Иначе бев во тоа време еден од диџеите во средно медицинско училиште, заедно со уште неколку луѓе беше таква пракса воспоставена во средно медицинско. А те влечеше медицината? Па, Саша, доктор, сплет на околности, повеќе желба насоки од мама и тато, него што те влече, но 4 години ги поминав, да, и како и секој млад човек, кога осознава за себе онака како што треба и кога си гради нели една цел во животот која што сака да ја постигне, мене целта ми беше и да не сум во политиката, евентуално ако не сум се насочил таму, ќе сум работел нешто поврзано со здравството. Зашто? Затоа што во принцип сакам да помагам и тоа ми исполнува, како што кажав на почетокот, сакам да оставам дела позади себе. Што значи дека во медицинско поминав 4 години, но веќе тогаш во тие средношколски денови поизразито почнав партиски да се активирам. Локалната политика ми беше вака интересна тема. Да, често пати учествував и на форуми, на сесии, каде што идеи давав, што треба реално да се поправи околу нас, ако сакаме да имаме напредок. И дојде моментот да
имаме можност и од граѓаните, Да, фала му на Бога, да добијам шанса да оставам печат по ЗСВ. Тоа не е лошо, баш како има добри моменти, се слуша дека си еден од најдобрите градоначалници у Македонија, зборам општо. Па само се трудам, знаеш како, на почеток кога баш Христијан Мицкоски ми е еден од подрагите луѓе и поблиските и човек на кој што секогаш можам да се потпрам, сум добивал совет и ден денеска беспрекорно добро функционираме. Кога беше за кисела вода, за кандидат за градоначалник, разговаравме на темата и ми рече свесен си кај влегуваш и колку е сложена работата, затоа што јас не наследив буџет 4, 5, 10 милиона евра на сметка, туку наследив состојба да минус 3,5 милиона евра. Замрзната се. Да, катастрофално лоша, особено подземна инфраструктура, населби без вода, без одвод и така натаму. Состојба во која што Тони Михајловски имаше една добра реченица, употребуваше, вика во кисела вода му го сваѓам концептот на градоначалникот во минатото, тоа го збореше. Сака да направи еден огромен голф терен, затоа што улиците се дупка до дупка, така да беше многу сериозен предизвик и знаете тука ако имате доволно голема мотивација, пак ќе кажам тимот е клучен. Јас му ветив на претседателот, но и се обврзав и пред граѓаните, што ми е многу драго, а ми дадоа недвосмислена поддршка. Јас бев не нов во партијата и во структурите партиски, но како политичка функција јас немав добиена шанса до тогаш. Во минатото бев координатор на советничка група на ВМРО ДПМН, но едно е она што можете да го направите како советник и можностите, друго е кога веќе процесот го водите вие и нема покажување со прстово е виновен, оно е виновен, туку се очекува и логички е да се очекува вие да сработите се. Така да многу труд, енергија, деноноќна работа, ама на крајот еден ваков проект да сработите, да седнете да го погледнете. Мислам дека задоволството е 10-кратно поголемо од секоја минута, сати изгубени време и енергија потрошена. Нормално. Да. А кажи ми, пошто јас сум од аеродром, дали мислиш дека е покомплексна населба и дека е потешко за водење аеродром? Види, секоја, старите викаат, секоја планина си има своја тежина. Јас имам повеќе рурални места во кисела вода. Да. Например, имаш Драчево, тие општина во општина, град во град. Да. А зашо не се отцепи? 30... Не, види, не е одржливо. Има ли тоа. можност тоа да се направи? Не е одржливо. Има можност за се. Пошто стварно е како град Драчево, мислам. Не, има можност за се, ама треба да има одржливост. Аха, треба. Значи има начини на финансирање на општината. Ако се отцепи, се отцепило на времето, од кисела вода се отцепени и аеродром, и Зелениково, и Сопиште, и Студеничани. Сопиште, знаете каква е состојбата на буџетот? Да, и Зелениково, и колку мака мача тие градоначалници даваат се од себе, се трудат, но отцепена општината нема можност да се финансира. Брзани им се рацете, не може. Сега ги решаваме, со владата потпишавме меморандум за соработка со претседателот Мицкоски, после 21 година за и фискална децентрализација да постигнеме на поголем степен независност на општините, но и некои ингеренции да им се префрлат нив за поголема независност да имаме како општини, ама после 21 година го правиме тоа и тоа ќе биде долг и трнлив пат, не е за преку ноќ. Да, не може одмah. Не е поентата, само тоа беше една идеја на еден од против кандидатите мои. Јас 5 кандидати имаше за кисела вода која се кандидирав, победив во прв круг со 7.500 гласа. Твоја партија? Не, 5 имаше вкупно. Од СДС, од разни партии се, не знам некои од помалите и не знам од кој од контракандидати имаше идеја Драчево да се поделило, посебна општина да било, тотална глупост, имаше за цел да дефокус да направи, демек со тие работи драчевчани да гласаат за тотално неодржливо решение. Јас пак ќе кажам, се е возможно да се направи, ама треба решенијата да бидат одржливи на долг рок. Нормално. Така да нема логика во сето тоа, кога сме кај комплексноста на општините, различно е, пак ќе кажам, затоа што аеродром има урбана средина, многу поголем дел. Има многу повише паркови во минатото направени, се деки го поздравувам
пријател ми е добар ВД градоначалник, ја кој го што е поздравам. да, супер теренец е и мислам дека добри резултати ќе Ја покаже. мислам дека аеродром треба да се отцепи од Лисиче да бидеме посебно, пошто мислам дека аеродром е држава. Не се одржливи. Тоа си го мислите, вие си имате добар план, ама не е одржливо на долг рок. Знаеш, кога се носат решенија, во минатото во држава се носени решенија кои што на долг рок се покажале дека се катастрофално лоши. И затоа решение секојаш се прави пред да ја превземете работата, односно да го направите чекорот, треба добра анализа да се направи, добра стратегија и да видите каде ќе биде состојбата од прилика 10 години после тоа, 20 години после тоа и така натаму и така натаму. Овде се носеле ад хок решенија кои што упропастиле цели населби, населени места. И штета тоа имаат граѓаните на крајот на денот. Така да не сум за двоење на така на што поише општини. Ја мислам дека аеродром може да биде како држава кој што е Ватикан. Тоа си го мислите, аеродромци, да. Добро, ние сме посебен народ таму. Да. А кажи ми, Орце, кои ти се амбиции? Ќе идеме ли за град Скопје? Па, имаме нели ние тела во партијата, лидерот на Треба да партијата. одлучат други. Да, јас прво секаде Дали си за, дали би сакал? ако ми даде шанса партијата, јас мислам дека ќе бидам еден од најдобрите градоначалници во историјата на Скопје, Ја имаш мојата поддршка што да правиш. Фала ти да си жив и здрав. Тоа зависи нели пред се од мислењето на партијата, анкети предпоставам дека ќе се прават на ниво на град Скопје, лидерот на нашата партија, мислењето на граѓаните е многу важно во целиот тој процес. На крајот на денот кој да биде кандидатот во ВМРО ќе победи. Јас сум длабоко убеден дека ќе победи на ниво на Скопје и ќе биде 10-кратно подобар од состојба во моментов, да бидам градоначалник. или од било кој од СДС. Ете и СДС имаше до пред 3 години градоначалник на Скопје, видовме Петре што направи, многу ветувања, ништо реализирано. Слична е состојба, он барем се појавуваше нешто по медиуми, знаеше да излаже, да изманипулира, да проба да каже нешто, барем се појавуваше колку толку, сега состојбава е, гледаме како. Мене еден од омилените проекти ми е оној аеродром мостот што не иде нигде. Да. Да, и тоа. Мостот што иде у подрум. Да, ништо не се дешава и си стои така, не знам. Се решава и тоа. Се решава. Разговарав со министерот за транспорт, бидејќи јас сум и председател нели на ЗЕЛС на сите општини во Македонија. Поразговаравме со министерот околу потенцијални измени на законот за експроприација. Имаме многу состојби кои што се нерешени на како мостот што го спомена. На таа тема булеварот Борис Трековски има нерешен имот на правни односи, има сите општини генерално земено предвид, мал милион проблеми поврзани со ова и ќе видиме, мислам дека е добро да се промени законот за експроприација. Така да верувам дека ќе се надмине откако ќе дојде нов градоначалник на Скопје, ќе се надмине. Тоа е супер идеја мостот за да растерети гужви се, ама требало некој да го размисла тоа на време дали може или не може. Некад во политиката се прават избрзани потези кои што се покажува дека на крајот штета предизвикуваат и не се корисни. Затоа добро е кога се работи систематски, да се работи сите предизвици, недостатоци пред време и да се знаат, ама и да се започне да се работи. Јас ќе споменам булеваров Борис Трековски. Во скоро 3 години мандат на градоначалничката Арсовска, одговорно тврдам дека цела експроприација, сите потези кои што се сработени во моментов, а сработено е и од влезот Пинтија према Драчево и кружниот тек во Драчево, сите се испреговарани од наша страна, од мене и од тимот кој што работеше на почетокот во соработка со градот Скопје, на кои што состаноци не се појавува представници од градот Скопје како и обично, но откако се доведовме во состојба во каква што се доведовме и гледаме паничните напади на Арсовска какви беа и на почетокот обвинување према сите хаос, да, нема помрднато таму состојбата од мртва точка. Значи што сакам да кажам у превод? Ако доволно се заангажираше истата, и мостот можеби ќе го видеше светлото на денот. Да. Ти гарантирам. Дефинитивно. И булеварот Борис Трековски ќе го видеше, но и многу други позиции. Ама треба градоначалникот да стане, јас сум станат од Савајле во 8:20 на работа сум. Да, на работа си. Пијам кафе, се координираме со тимот, па излегуваат на терен луѓето, ја завршувам со состаноци, јас се приклучувам на терен и тераш цел ден.
ова е маратон. Да. А не може градоначалникот да спие до 12 сат, хонорарно да се појави на работа, да пие кафе у Трибека и да чека мостот да се заврши или булеваров, да. Си бара ангажман на работата и си бара ангажман на екипата околу тебе. А што е најтешко вака кога си градоначалник? Абе, најтешко е, знаеш како, има Средбите со луѓето, со граѓаните? Не, мене ми исполнува тоа. Да? Мене ми исполнува. Ама имаат сигурно Има некогаш некои барања кои што апсолутно врска немаат со тебе и најчесто се ретки се такви, но најчесто се од лична природа од барателот. Што не можеш ти да го завршиш. Не можеш да го завршиш, има состојби се ќе се објасниш со него, ама некако тешко му е да разбере дека не е баш така и тоа ми е вака малце потешко, или пак ако има некоја ситуација кај што сум решен да го решиме некој проблем, а и со глава во зид да можеш, многу тешко оди решавањето и тоа вака некако ми ствара малку нервоза, ама не е страшно. А критики има? Како се справуваш со критики? Па, на почетокот не ме беше сеедно. Не ти беше сеедно, нормално. Да. А после се навикнуваш? Види се, критиките јас ги, и тој со тимот го збориме постојано. Примерно на Facebook, во денешно време може секој од каков сака профил да ти пише што сака. Значи на Facebook може некој човек да излезе најголем херој дека и да, не знам, држава да направи не знам до каде. Само обично и се експерти сите на секоја тема. И тоа. И окей, такво е времето. Тоа е тоа. Дозволено име на сите. Јас на почетокот, како што кажав, некои критики баш и не ги примаш. Не ми беа сеедно, ама со текот на времето се си проја и решив да канализирам, односно критиките ми помагаат, нормално конструктивните, имаш критика од секаков тип, имаш глупости. Да, критиките, не знам, не било некаде, корпа треба да се смени, не било искосено кој што треба, се случува пропусти. Совршено единствено Бог. Сите други сме луѓе кои што имаме мани, грешиме, работи жива материја, имаш пропусти, се асфалтирало, се испуштило краче, па после тоа треба да се вратиш и се не може се преку ноќ. И се договоривме со екипава, сите предлози, критики што идат, коментари од таков тип, сите ги гледаме на дневна основа, ги собираме. Јас сум и уште еден имам од тимот, Владче ми помага за Фејсбукот. Генерално јас си враќам најчесто у коментари, знам да седнам во... Имаш време за тоа? Да, навечер ќе седнам, јас се релаксирам или во зејки навечер, особено сам кога сум во кола, кога кружам. Во минатото знаев и до Велес да идам, по автопати да се вратам, тоа ме релаксирам, сега се кружам низ општината најчесто. И ќе седнам, тука ќе се паркирам, например, пржено и враќам на пораки. Да, многу е важно да имате двострана комуникација со граѓаните. Да не биде да ти пише граѓанинот, не му е вратено. Да не бидеш недопирлив. Точно е, не можеш секојаш да стигнеш. И ја често пати средби кога имаме по населените места им кажувам на граѓаните, се извинувам ако на некого не сум успел да вратам, некогаш се случува, не знам, ќе испуштите порака, ќе испуштите, не знам, повик. Најчесто се трудам да се јавам на сите кога имам време, но динамиката е таква како што е да не можете секогаш да успеете во тоа. Така што критиките на почетокот, како што ти кажав, ги сваѓав малце потрагично, ама сега сум насочен да ги реализирам како проекти, па многу често се случува најголеми критичари на стартот кои што ми биле, сега да ми се најголеми поддржувачи. Тоа е така и кај мене исто, да го имам за приметено. Логички е тоа да се случува. Имало нешто так што ти извадило нешто. Не, ама има што ме смееле работи, например, имаше добра фотка стајле. Ми е некоја фотографија, подпишувам некој меморандум и креативен ум некој на Твитер, нормално лажен профил, пишал фризура на градоначалников му е како баркот. Тоа беше интересно. Се смеам и денеска. Добро, има и такви критики, живи и здрави, да се нема везе. Ева како за така за прикрај да ти поснам некои лови прашања, кај го наоѓаш мирот? Па се трудам секоја недела да со семејството, јас сум од патриархално традиционално семејство, конзервативно, се трудам секоја недела да присуствувам на литургија во некоја од црквите во Кисела Вода. Мирот најчесто го наоѓам таму. Нешто е место кај што можеш сам и со себе, но и со Бога да поразговараш и тоа вака сериозно ме опушта, ме смирува. Често пати
додека ете се возам сам во кола или пак одам некаде на пат, знам да си пуштам или сериозна музика или црковна музика, тоа ме опушта. И има едно место, тоа Штип према Велес кога се спуштате, позиција едно од кај што се гледа цел Велес, особено навечер, тоа е место вака кое што сериозно ме смирува, ме опушта и ме прави да бидам сконцентриран на нешто што сакам да го сработам. Енергија, сигурно. Да, период, така да тоа се местата од прилика кај што. А у кисела вода? У кисела вода Теферич е интересно место. Сега планирам нешто, ама не го обзнанувам уште во јавноста таму да направиме. Има феноменална позиција со панорама на цело Скопје, кај што ќе може младите да имаат простор и за рекреација, планираме, но и семејства со дечиња се собираат, ама не го откривам уште, затоа што го доработуваме. Ова е наја. Да, она што го спомнав, Усија е многу интересно кај што го направивме. Три круши Драчо е феноменално место во фаза на изработка. Ние не знам кој портал беше многу интересен наслов стај новото водно во Скопје, тоа е Покрсти Драчево. Правиме еден рекреативен центар кој што исто така има феноменална панорама. Тоа е 3 круши? Не, после 3 круши е тоа, према Манастир Пеленица, низ ридовите практично, правиме патеки и да се шетаат луѓе, да се шетаат луѓе, но и 2 плоштадчиња или 3 има на целиот тој потек, на кој што ќе може и собирно место да им биде, па и настани во перспектива да се организираат, хортикултурно ќе го уредуваме и така натаму, така да тие се местата кои што вака во кисела вода знаат да опуштат и да смират човек. А со жената и со детето кај ти е омилено место да одиш вака? Драчево или кисела вода, некој паркче? Па ја живеам у Расадник. Има еден повеќе локали тука, но до зградата имам локал 15 за 12. Малиов обожава пица, ја по пица не јадам. Морам него да го почитувам, така да знаеме често пати таму да седнеме на пица. Инаку исто местава кои што јас ги посетувам и фамилиарно. Во Пеленица манастиров знаеме за викенд да прошетаме и бевме сега на одмор некој ден, а претходно викендот бевме до Охрид. Еден викенд, така да и до Охрид знаеме често пати да прошетаме. Охрид е бисерот. Охрид е на Балкан, да, феноменален град. Исто колегата Пецаков го среди. Да, сега 10 нивоа над она што беше Охрид во минатото, така да преубав град. За едно прошење за овака за крај. Вода можеме да се напијаме? Да, слободно може. Но тие на пиво со бомбаки, само не пијам алкохол. Тоа само да ви кажам, драги мои, живели, да, пошто такво е времето топло, па моравме со вода се ладиме, а на пиво со бомбаки се вика, нема врска, нема да ни замери. Да си невидлив на еден ден, што ви направи? Да сум невидлив на еден ден? Да. Никад немам размислено, јако ти е прашање. Интересно прашање. Да сум невидлив на еден ден. Знаеш како? Вака во политикава, кога шеташ меѓу луѓе, често пати не ти го кажуваат тоа што го мислат. Ама би шетал по паркови да видам кој е мислењето на луѓе. За тебе? Да. Не е лошо. Да. Тоа би го направил. Затоа што вака кога ќе седнеш во парк, поголема група на граѓани седи, од 10 луѓе и еден да има кој што смета дека нешто не правиш како што треба, да, ќе кажеш. ретко одбира да ти го каже. Ама вака си невидлив да седнеш, да ќе ги слушнеш и тоа е добро. Дефинитивно е добро да видиш што зборат за тебе луѓето. Вака, кој идеш низ кисела вода, те поздравуваат луѓе? Да. Јас сум таков човек. Народен човек. Најнормално функционирам, пак ќе ти кажам, не патам од комплекси, седам нормално на кафе, ме гледаш, сам си се возам. Да, мами, освен надвор од емисијава, сам си идам до маркет, си пазарам, сега за многу луѓе тоа е вау, али не гледам ја нешто посебна привилегија во тоа што некој ми дал шанса, народот ми дал шанса да работам за нив. Толку е, они ме плаќаат. Приватно возило си возам, немам шофери, немам обезбедување, не патам од такви работи, најнормално се движам, најнормално комуницирам. У теретана кога идам со другарите, у теретана кога ќе седнам кафе да пијам преку ден со кого и да си пијам било каде во кафичите, најчесто у кисела вода. Малце сум затворен. Као ние аеродромци, да, железничка не идеме. Имате добар кафич у аеродром кај нови згради. Како се викаше маче кафичот? Хелиум. Да.
знам често пати и таму да седнам на кафе. Значи ни го посетуваш. Да. Идам и низ аеродром. Бутел има едно место наспроти црквата кај што седнуваме со градоначалникот, колега да се гледаме. Во автокоманда знам на кафе да седнам. Ѓорче исто така. Кај општината се има добар локал. Освен кисела вода, која е за тебе најдобра насел во Македонија? Во Македонија? Да, во цела Македонија. Јас сум потекло, роден сум у Скопје, живеам цел живот у Скопје. Но потекло сме ние од Велешки села. Затоа ти таму сакаш да седнеш и да Попрадиште и Ореше се викаат села. Мајка ми е од Ореше, татко ми е од Попрадиште. Иначе ние сме мијаци. Мијак сум јас, 100%, и по мајка и по татко. Убав ми е Велес као град. Многу луѓе се чудат на тоа, кој ќе кажам Велес ми е вака, ако не би живеел во животот во Скопје, би живеел во Велес, ама Велес е преубав град, убав е распоредот и многу по-лабав живот живеат луѓето. Па сигурно, сите што се надвор од Скопје, мислам дека се градот знае многу да умори. Тензија има, многу, тензија има, луѓе, многу коли, многу свет. А малку време за другарство, за дружба, за нормален муавет, тоа малку се недостасува во денешно време и треба затоа овие центри, овие проекти, парковите се проекти во кои што ќе ги зближите младите. Да, и ќе се релаксира. Да, јас него спомнав преска во еден од најдрагите проекти ми е Билјана Биличева, спокојна градоначалница која беше во Кисела вода. Неостварена желба и беше да Домот за култура почне да функционира и да имаме кино во Кисела вода. И ја тој проект го посветив на нејзе и домот беше крстен по нејзе, во нејзина чест, нека е лесна земја. Да, знаеш што е се добрата работа, сабота и недела од Сабајле, преполно е пред Домот за култура, чекаат родители со дечиња да гледаат некој филм. Тоа е добро. Тоа е убавината, ги зближуваш луѓето. Колку и да нема комуникација, ќе се видиш, ќе застанеш дали во парк, на клупа или ете на кино, ќе отидеш, го зближуваш народот. Целта на политиката треба да биде да си го зближуваме народот, без разлика на вера, без разлика на нација, без разлика на се. Да не биде македонецот најголем непријател на македонецот. Точно, пред се тоа, да, затоа што животот е многу краток и на крајот на денот не вреди ни да се расправаш, не вреди ни да се караш. Само мир да има. Да, тоа е тоа. Живи здрави, тоа е најбитно. Да. Ја ќе ти оставам ти да се одјавиш на луѓето и фала ти што дојдеш, што испорти. Фала ти тебе, ништо јас да ги поздравам сите твои гледачи, тоа е стварно добар проект. Прв пат сум бил на емисија за овој карактер, ама до овој степен не. Добро ти е тебе, ти е покомотна позицијата по 3/4 се. Да. Можев и ја 3/4 влечки да облечам, така да. Да, па добро, надвор од работно време не е ова. Да, така да ти благодарам за поканата. Концептов ти е феноменален, продолжи добро да газиш како што. Само со пиво слем. Да, не пијам, да ти кажам, тоа ми замерува другари, ќе отидеме на пример, ќе излеземе на вечер до интермецо или било каде во градот, не пиеш алкохол. Сега не пијам се. И тоа е мој начин на живот, да. Да, не пијам и пред да бидам градоначалник, мислам дека сега кога ми е поубаво со вода ќе терам и тоа е тоа. Така да ги поздравам сите, особено младите кои што те следат. Вие сте ти и уште неколку кои што го работите ова иднината на движечка сила на медиумите во државата, на ваквиот тип на емисии и представување. Да им порачам на младите да продолжат да ве гледаат, да ви даваат поддршка, да веруваат во себе и заедно како нови генерации можеме да исправиме државата, општините, само да бидеме сложни и да се држиме заедно. Да. Една е Македонија. Се гледаме. Чао. Поздрав.